случило тоа во средновековна Германија, кога некој селанец со својата кочија селска, запрежна кола, си одел од селото кон градот и по пат сретнал тројца ловџии. Видел дека се изморени и ги поканил да се качат и да ги одведе до градот. И почнал муабет и човекот секако ги прашал кои се. И едниот од нив рекол, јас сум кнезот, принцот на Баварија. Го погледнал саланецот ловџијата, така целиот во кал, испотен, и рекол, аха, ти си кнезот од Баварија. И така се насмеал, си помислил дека се шегува. Го прашал другото, ти кој си? И тој рекол, јас сум кнезот на Шлезија. Аха, ти си кнезот на Шлезија. И се свртал кон третиот и рекол, а ти да не си императорот на Германија? И тој рекол, да, јас сум императорот на Германија. Аха, добро, значи возам тројца лудоци во мојата кола и ги однал до градот. Меѓутоа, тие навистина биле кнезови и император. Човекот во нивната облека, како ловџи, извалкани, не можел да ги препознае. Секако дека неговиот однос би бил сосема поинаков, ако тие луѓе биле во нивните достоинствени облеки, ако биле со својата придружба, со слугите, со своите царски кочи, сигурно нема да се однесувал така. Сигурно ќе се паднал, ќе се поклонил пред нив. Тоа може да наведене или намислате што ќе се случеше или како ќе беше односот на луѓето ако Христос не дојдеше како бебе во едно село и ако целиот живот не го помина како слуга, слугувајќи им на другите. Сигурно ако тој дојдеше во својата небесна слава, луѓето ќе паѓаа пред него и немаше на крајот никој да крене рака против него. Меѓутоа Христос дојде како обичен човек за да изврши мисијата за која што дојде, да го спаси човештвото. Дојде и зеде лик, зеде тело како сите нас и беше како сите нас. Но еден момент во неговата служба, во еден многу важен момент, тој се појави во славата каква што има на небото. И тоа е делот од Светото писмо кој сакам, или настанот кој сакам да го разгледаме, а поводот зошто токму денес овој дел од Библијата, зошто токму овој настан, е еден празник. Минатата среда, значи тоа беше 19 август, Савајле дојде комшиката кај нас на кафе и ни каже дека тој ден, среда, било многу голем празник. И јас пробрав да видам кој е тој толку голем празник и навистина, според тој календар црковен на Источната црква е многу голем празник, тоест тој ден и тој празник одредува многу работи. Например, од тој ден почнуваат да се променува целата природа. Лисијата почнуваат да венеат, да жолтеат, се менува водата, реките стануваат постудени и точно тој ден треба луѓето за последен пат да се искапат во реката, зашто после веќе станува студена водата. Небото 3 пати се менува таа вечер и тоа велат во глува доба. Глува доба, не знам која точно, може би некаде 3-4 саат наутро. И ако некој ги види тие 3 промени, тој не смее да кажува, зашто ако каже, ќе го загуби умот. Другите промени се преобразбите. Луѓето се преобразуваат тој ден, според она што го прават. Например, ако во тој ден спиеш подолго, ќе се преобразиш и цела година ќе си мрзлив. Значи, од мажите се очекува тој ден да не одат во кафеаните, да не се напиваат, зашто ќе станат расипи куки. Така пишува во текстот. А жените што треба да прават? Рано наутро да станат и да работат. И цел ден ќе работат. Од мажите се очекува да не спијат и да не пијат, а од жените се очекува да работат рано наутро. Исто така, на тој ден не треба се плаче, зашто човек ќе се преобрази и цела година ќе плаче. И други некои работи, тој ден, значи, преобразби се случуваат многу, така зна. И космолошки, во целата природа,
а и во самиот човек. Се може да видите како еден настан од Библијата е ставен во еден момент од тој сезонски календар, кога навистина се случуваат некои сезонски промени, веќе е втората половина на август, кога сонцето почнува да паѓа пониско и не е толку силно како во јули, и се случуваат тие промени, но еден настан од Библијата кој говори за преобразба е ставен во календарот во еден момент и сега не е јасно дали преобразбата на Христос предизвикува во тој ден да се случуваат тие преобразби или пак некоја друга причина. Се разбира дека тоа се народни верувања кои немаат ништо заедничко со самиот настан. Секако дека тоа е многу важен настан и веројатно поради таа причина е ставен и во таков момент од годината, инаку и тоа не го знаев дека сега сме во време на двонеделен многу голем пост и се нарекува Преображенско Богородичен пост. И тој бил трет по важност пост во Источната црква после Божикниот и Великденскиот е овој Богородично Преображенски пост. Самиот настан во животот и службата на Господ Исус Христос е многу важен. Тоест е вклучен во еден важен период. И ние последните два месеци разгледавме два текста од Евангелието според Марко. Едниот беше кога Христос објави кој е тој, дека е Месијата кој дошол да го даде животот, дека тој треба да умре и да воскресне. За прв пат јасно им објаснува на учениците која е неговата мисија. И овој настан, преображението, се случува точно после таа објава или таа проповед на Христос. Тој им дава една проповед за носењето на крстот, што значи навистина да се следи Христос, некако ги тргнуваат нештата во поинаква насока, учениците очекуваат дека Христос ќе влезе во Ерусалим како политички водач и ќе ги избрка римјаните и ќе прогласи некаква власт во кој самите ученици ќе бидат водачи. Меѓутоа Христос овдека сега во овој момент за прв пат им кажува: не, јас доаѓам да умрам. Јас доаѓам да бидам убиен и така да го спасам човештвото, зашто Божјото царство е поважно од ова земно царство. Приоритет ми е Божјото царство и луѓето да влезат во Божјото царство. И после тоа видовме една друга проповед, која е после овој настан, дека учениците се уште живеат во некакво ривалство. За тоа кој е поголем од другиот, тоест кој ќе зазеде повисока позиција, ќе заземе повисока позиција во новата власт, така да има се уште борба меѓу нив. Се уште не разбираат кои се приоритетите и која е вистинската мисија на Христос. И така да во тој момент, или во тој период од службата, Христос се преобразува. Самото преображение на Христос, таа трансформација, тоа богојавление кое се случува, во тој момент има точна цел, има намена за учениците. Тие да добијат уште една лекција. Така, се што прави Христос е со цел да им каже нешто, да ги поучи. И самото преображение е со цел поука за учениците. Се разбира и поука за нас. Самиот момент во кој што е темпирано таа преобразба е соодветно на сите останати лекции кои ги кажува. Лекции за учениците, лекции на учеништво. Ајде да видиме за самиот настан некои работи. Пишува дека тие се наоѓаат на висока гора. Не е кажано, не е лоцирано, не е дадено географското место. Има две предпоставки. Едната предпоставка е дека таа преобразба, таа старата традиционална предпоставка, црковната традиција ја прифаќа уште од раните отци на црквата, дека се случува на планината Табор или Табор. Многу е важна таа планина, тој настан за источната црква, посебно за монашката и сихастичка традиција. Има едно такво искуство кон кое се стремат монасите мистици со пост, молитва и други откажувања да испаднат во посебна мистичка состојба и да ја видат таа магла, тој облак од слава што го видува Петар, Јаков и Јован кога Христос се преобрази и се вика искуство на таворската светлина.
И затоа и црквата држи на таа планина, бидејќи е влезено и во практиката и во традицијата на црквата. Меѓутоа, поновото толкување, и кое е поверојатно, и повеќе одговор на самиот текст е дека преобразбата се случила на планината Хеброн, и таа е поголема планина, повисока, висока е скоро 3000 метри. И една од највисоките планини места во тој регион. Исто така се наоѓа во рамките на Кесарија Филипова, а се пишува текстот дека сите тие настани се случуваат во Кесарија Филипова. Така да, географски одговора. Тоа е најмалку важно, многу поважни се нештата кои се опишени во текстот. А самиот Христос почнува, или 9 глава почнува со една негова најава. И тој им вели и ветува дека некои од учениците нема да видат смрт, додека не го видат како доаѓа во сила и слава Царството Божјо. Ова што го кажува Христос овдека е дел од претходната проповед. А проповедта беше за крстот и за тоа што значи да се откаже човекот од себе си и како да придобие својата душа, да го носи крстот. Значи, тоа е дел од таа проповед. Неприродно е поделен овдека текстот. Би требало тоа да влезе да биде како последен стих од 8 глава, но некој решил токму дека да ја подели главата и влегува во 9 глава. Инаку тоа е дел од проповедта за носењето на крстот, што ја разгледавме пред неколку недели. И Христос им кажува на крајот проповеда и им вели: и ќе видите вие дека некои од вас ќе го видат како живи Царството Божјо, како доаѓа со слава и со сила. И се противниците на Библијата велат: Христос, еве, ова е потвора дека Христос не ја кажува секогаш вистината. Зашто сите умреа ученици, а Христос се уште не дошол повторно со Божјото царство. Вистината е дека ова најава на Христос е најава на неговата преобразба. Една недела пред да се случи преобразбата, Христос и рече: некои од вас ќе видат како доаѓа Божјото царство. И оно што се случува на планината при преобразбата е токму тоа. Божјото царство доаѓа и го гледаме Христос како Христовата преобразба како прототип на неговото доаѓање во сила и слава, неговото второ доаѓање. Така, од овој момент Христос ќе почне појасно да говори и за неговото второ доаѓање понатаму. Например, оние проповеди што се во Матеј 24 5 глава за Христовото доаѓање, како ќе се случат сите тие катаклизми, се веднаш после овој настан, после преобразувањето. Така да Христос почнува веќе да им говори за својата смрт, воскресение и повторно доаѓање. Тоа е како еден циклус на проповеди кои се наменети за учениците, за да ги утврди во приоритетите кон Божјото царство. Дека Божјото царство е поважно од политичкото царство кој тие го очекуваат. И за нас како христијани многу поважно е Божјото царство кое доаѓа, отколку сите политички царства кои овдека се формираат на земјата. Што е најавата на Христос? Ке дојде Божјото царство и ќе го видат некои од вас во слава и во сила како доаѓа. И очигледно дека и тој настан има за цел да ги охрабри учениците. Тие се збунети. Збунети се зашто нештата тргнуваат во поинаков тек, не според очекувањето. Сега Христос им најавува смрт, им најавува носење на крст, им најавува маки на учениците. А тие очекуваат слава. Доаѓањето на Христос, на Божјата слава, на преобразбата на Христос, всушност треба на учениците да ги охрабри, т.е. да разберат дека Христовата смрт не е крај на нештото, туку негова преобразба во слава. И очигледно е дека тој настан остил голем впечаток подоцна, и кога Петар го пишува неговото второ послание, тој го вклучува тој момент и вели буквално: ова што го проповедаме, тоа што го пишуваме, не се темели на бајки, не се темели на митови, ние сме сведоци. Јас видов како Христос пред мене се преобрази. Јас го слушнав гласот од небото кога рече: слушајте го, ова е мојот син. Не го слушајте го. Така да, ние сме, вели Петар, очевидци, сведоци дека Христос е навистина Бог.
Тој се преобрази пред нас. Ние го видовме во слава. И тој го дава тој момент како аргумент пред останатите лажни учители дека во апостолите е вистината. Ова значаен, навистина значаен настан и тој празник е навистина значаен празник, зашто во тој момент Христос пред учениците открива својата слава како Бог на небото. Таков каков што е на небото, тој се покажува пред нив на земјата на таа планина. Сега, самото преобразување е типична, се вика епифанија или теофанија или богојавление, меѓутоа ние го имаме литературниот опис на тоа на богојавлението. Има визуелен опис, има визуелно богојавление кое го гледат учениците, меѓутоа ние не го гледаме и овдека Марко ни дава литературен опис. И сега, небесни реалности се представени во текст. И тоа што го читаме овдека не е 100% еднакво кон онаа што се случувало таму. Тоа е само еден човечки обид да се представи она што го виделе тие реално таму на небото. Затоа велиме дека ова е литературно-визуелна теофанија или епифанија. И ги има сите елементи од старозаветните епифании. Прво, тоа се случува на планина, гледаме. Тоа откривање на Бог и на небото пред луѓето. Во Стариот Завет секогаш тие епифании се случуваа на планини. Кога Мојсија ги доби 10 заповеди, тој беше на планина. Кога беше даден заветот, исклучен заветот со евреите, на Синај беше на планина. Кога евреите отпаднаа од заветот во времето на Илија и царот Ахав, Илија го врати народот во заветни односи со Бог, повторно е на планина, на Кармел. И тогаш Бог се откри со оган, оган симна од небото. Така да епифаниите се случуваат на планина и не случајно Бог Христос ги однесе учениците повторно на планина, за да ги има сите елементи, за да биде поистоветен Христос со Бог од Стариот Завет. И овдека го имаме тоа поистоветување. Овдека Христос се открива баш како Бог од Стариот Завет, на начин на кој што Бог се открива во Стариот Завет. Другото нешто што е овдека присутно, нели во оваа епифанија, е таа трансформација, таа слава која станува видлива. Кога Мојсеј беше на планината и му беа дадени заповедите, неговото лице се преобрази на Мојсеј. Кога беа на Синај, целата планина се преобрази, кога Бог склучуваше завет со евреите. И овде гледаме една целосна преобразба. Христос, неговата облика, пишува Марко, стана бела, побела од било која белина на земјата. Тоест, не постои таква белина што може да созда таква бела боја. Не знаеме каква е таа боја, некаква небесна боја. Марко го објасна со зборовите, не постои такво бело на земјата. Гледаш бело, не гледаш бела облика испрана од најдобрите детергенти и пак не е толку бело каква што е таа белина на облеката на Христос. Лука е по-детален во описот на преобразбата и вели дека целата појава на Христос станува бела, не само облеката. Тој целиот зрачи со некаква бела боја. Лицето му станува бело. Целиот блеска во бела боја. Всушност, што се случува овдека? Христос овдека се појавува во онаа слава небесна што имал од секогаш, во целата вечност и ја има во целата вечност. Ноќта пред да биде фатен Христос, се молеше пред учениците, се молеше на Отецот, да му ја даде славата што имаше уште пред создавањето на светот. И сега пред овие ученици тројца, Христос што прави всушност? Им се покажува во таа небесна слава. За учениците да разберат, да сватат дека смртта, неговата смрт, не значи крај, туку тој само ги поминува овие временски ограничувања и се враќа во небесната слава. И тоа треба да биде охрабрување за учениците. Дека смртта е неопходна на Христос за тој да се врати во небесната слава и да ја донесе повторно како Божјо царство за спасените. Тоа е целта на преобразбата на Христос. Тоа е пораката на преображението. Охрабрување. Уште една лекција повеќе за учениците и еден доказ. Еве го, јас сум Бог. Јас се имам божествената слава. Јас ја носам
го носам Божјото царство, но за тоа е потребно смрт и воскресение. Другото нешто што се случува како елемент е имаме жители од небото доаѓаат на земјата. Во Стариот Завет кога има епифании, кога Бог се јавува, обично ангели се појавуваат. Доаѓаат ангели. Овдека немаме ангели, но имаме двајца многу истакнати личности од Стариот Завет. Мојсей и Илија. И не се случајни овие двајца представници од Стариот Завет, зашто тие се најистакнатите сведоци за еден евреин. Мојсей и тие се двајцата најспомнувани лика во Новиот Завет од Стариот Завет. Најспомнувани. Мојсей и Илија. Зошто тие двајца? Зашто Мојсей го даде заветот. Мојсей беше тој кој го склучи заветот меѓу Бог и евреите. А Илија е човекот кој го исполни заветот до крај. Тоест, кога народот отпадна од тој завет во времето на Ахав, и тогаш пишува дека не можело да се најде дури свештеник кој не се поклонува на Ваал. До таму стигнало од паѓањето на Божјиот народ од Бог, вистинскиот Бог. И доаѓа Илија и со неговото служење буквално го враќа повторно народот во Заветот. Така да во Стариот Завет имаме еден представник на законот и еден представник на пророците. Мојсей и Илија. 20 најистакнати представници на целиот Стар Завет. И сега што прават таму? Текстот вели дека тие си разговараа со Христос. Ако одиме во Евангелието според Лука, е дадена и темата зошто разговарале, зашто разговарале. Може претпоставиме. Лука вели разговараа за она што ќе следи во Ерусалим. За сваќањето на Исус, за маките, за крстот, за смртта и за воскресението. Всушност, овие двајца таму, Мојсей и Илија се, за да послужат како уште една потврда дека она што Христос го говори, дека намерата на Христос не е лудост. Кога Христос им кажа дека треба да биде убиен, учениците како реагираа? Почнаа да го укоруваат. Ти што збориш? Како така ти ќе бидеш убиен? Како така ти ќе бидеш фатен и мачен? Не може тоа да се случи. И видиме овдека, кога Христос е во небесната слава, доаѓаат двајцата најистакнати учители на Стариот Завет и велат, да, така треба да биде. Да, веројатно претпоставам, Мојсей кажувал таму, во Стариот Завет јас ви дадов закон да жртвувате животни за различни пригоди. Ама Христос е вистинската жртва. Ово е тој што треба да умре за сите. Тој треба да биде жртван за целото човештво. А пак Илија сигурно кажува, па да, нели во пророците тоа пишува. Сите пророци тоа го кажуваат. Имаме овдека докази. И тоа докази од небесни жители, истакнати ликови од Стариот Завет. И на крајот, за да биде целата слика целосна, имаме облак од слава. И тоа е типично за сите епифании во Стариот Завет. Се симнува некаков облак. Во равинската традиција тоа облак се вика Шекина Јахве. Не се спомнува таа фраза во Библијата, таа фраза е измислена од равините, од учителите еврејски и значи славата на Јахве. Тоест, таа слава се појавува многу често во Стариот Завет, се појави на Синајската планина, кога Исаја служеше во храмот, кога Соломон го изгради храмот и го посвети и се помоли, пишува дека облак од слава се симна во храмот. Кога изгради скинијата, кога беа во пустинята и ја посветија на Бог, тогаш пак се симна тој облак на слава. Тој облак на слава го символизира Божјото присуство. Бог така доаѓа на земјата, во тој облак од слава. И овдека Отецот Бог дојде. Христос е тука преобразен во божествената слава и тука доаѓа и Отецот. И што кажува? И од јасно појасно, вели, овој е мојот возлюбен син, слушајте го што ви кажува. Еве јас, како Отецот, ви велам, вам учениците, слушајте го, мојот син. Тој знае што збори, не тропа глупости. Тој треба да отиде да умре, тој треба да воскресне.
Учениците се збунети. Учениците въобще не очекуваат таков пресврт во службата на Христос. Потребно е самиот Отец да се симне на земјата, или Мојсей и целата таа преобразба, за да биде уште еден доказ повеќе дека намерите на Христос се Божиот план, се вистинските намери. Тоа е идејата на оваа преобразба. А учениците како реагираат? Што се случува со учениците? Вели Петар во 5 стих проговори и му рече на Исус: Раби, добро да сме тука, да направиме 3 сеници, една за тебе, една за Мојсей и една за Илија. И сега, зошто го кажува тоа? Всушност не знаеше што да рече, зашто беа многу уплашени. Трепереле од страв. Не знаеле како да реагираат. И во таква ситуација, кога никој не знае што да каже, Петар сегош има што да каже. И кажа нешто многу паметно. Многу паметно. Нешто што воопшто не е соодветно на ситуацијата. Зошто не е соодветно? Што им вели? Многу убаво овдека. Да си направиме 3 сеници и да си останеме овде. И што значи тоа ако си останат таму? Тоа значи дека нема да одат во Ерусалим. Тоа значи дека се она што им се кажа таму дека Христос треба да одеде во Ерусалим и да умре, ќе пропадне. Би било многу во контекст реакцијата ако Петар кажеше: Господи, учителе, одиме во Ерусалим. Ќе те следиме тебе до смрт. Не, реакцијата на Петар е поинаква. Да си останеме овде. Убаво ни е овдека. Да, сигурно било убаво таму да седе. Сигурно во таа небесна слава било убаво. Меѓутоа, тоа не е целта. Целта на целиот настан е учениците да се смират пред Христос и да кажат да следиме до смрт. Но кога дојде смртта на Христос се разбегаа, не го следеа. Тие до крај се останаа со своите планови за власт во Ерусалим, за наземна човечка власт. И тоа го гледаме многу јасно во понатамошниот текст. Што се случува? Се семнуваат надолу, им вели Христос. Се враќа се постаро, поминува таа преобразба, завршува, им вели: сега на никој нема да кажувате ништо за ова. До моето воскресение. Никому ништо нема да кажувате. Зошто? Зашто учениците сигурно ако почнат да раскажуваат, ќе го кажат тоа во сосема погрешен контекст. Тие се уште не разбираа. И јасно е, и одеа надолу и почнаа меѓу себе да се расправаат. Почна пак да се карат сега. Што е тоа воскресение од мртв? Како сега тој ќе воскресне од мртвите? Какви се тие сега глупости? Тој треба да воскресне од мртвите. Христос, ние кои го на кого се надеваме, тој треба да умре и да воскресне од мртвите. И ама чекај сега, им станува пак нешто нејасно. И го прашуваат: чекај сега, нешто не е во ред. Фарисеите велат дека прво треба да дојде Илија, а после да дојде Месијата, а сега што се случи? Ти дојде многу порано, а дури сега Илија дојде. Не им станува пак јасно. Исус им вели: па Илија дојде. Па нели Јован Крстител беше Илија? И нели му направи фарисеите како што се сака со него? Дојде Илија. Јован Крстител беше. И го најави, се заврши својата работа и дојде Месијата. И пак продолжи. И што пак најавува дека синот човечки треба да биде презрен, дека треба да претрпи така натаму. И Илија, всушност Јован Крстител, го најави сето тоа. Постапја со него како што треба. И продолжи да одат, не знаеме со Петар, Јаков и Јован што се случува. Меѓутоа, следниот настан го вклучив овдека, многу јасно покажува уште во каква ситуација се учениците. Се семнуваат долу и се придружуваат кон остатокот, кон останатите 9 души. И што се случува таму? Во каква ситуација затекнуваат Исус и Петар, Јаков и Јован? Учениците се расправаат со фарисеите, се карат со фарисеите. Зошто? Зашто некој човек донел кај учениците, го донел својот син кој е обседнат од демон, и тоа страшна ситуација го измачува тој. Тешки маки, уште од раѓење го има тој демон. И учениците што направиле? Пред фарисеите. Ние ќе го средиме свето, па нели ние сме идните водачи. И ја утнале работата.
Ништо не направиле. И фарисеите сега што прават? Викат, какви сте вие? Па тој ваш Исус никаков не е. Еве, гледате, ви сте никој ништо, а и вашиот учител не е никој ништо. И затоа Исус, кога разбере што се случува, што им вели? Нели, неверно поколение, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам? Доведете го кај мене детето. Укорот тој го праќа против сите, и неговите ученици, и фарисеите. Зашто сите покажуваат некаков исти однос. Прво, ученици сакаат да се покажат нешто, дека се нешто, а фарисеите пак неуспехот го користат за да обвинат во измама, во лага. Еве, сето тоа е само една измама од страна на вашиот учител. Ги обвинува за неверие. И тука зборот вера од тука натаму станува клучен збор. И кој е проблемот со верата или маловерноста на учениците? Кога ја дефинираме верата многу пати, правиме грешки и велиме, вера е да си убеден дека ќе се случи нешто. Јас се молам за некој болен и верувам дека ќе биде исцелен. Тоа е верата. И јас верувам дека учениците ја имале таа вера. Јас сум убеден дека учениците верувале дека ќе го излекуват тоа дете. Верувам дека биле сигурни во себе. Но кој е проблемот? Проблемот е во тоа што вистинската вера не е убеденост дека ќе се случи нешто, вистинската вера е дека Бог може да го направи тоа што за она за што се молиме, а Бог може да не го направи, но Бог може да го направи. Така да, вистинската вера или проблемот овде како учениците беше во тоа што тие верува во себе си. Ние сме силните, ние сме следната власт, ние можеме. Има искуства претходни, помина оне момент кога Христос ги прати двајца по двајца да лекуваат, да гонат демони и тие дојдоа со сведоштво дека се случуваат тие работи. Меѓутоа, понатамо гледаме веќе последниот текст дека тие се карат меѓу себе, има конкуренција, ривалство, кој е поголем, кој може повеќе, кој ќе седне на повисоко место, кој ќе земе повеќе власт. Тие се во еден таков период кога веруваат во себе си, гледат на себе. И ја утнаа работата, не направија ништо. И Христос го повикува човекот, таткото, и го распрашува за детето. И тука има пак еден проблем, кој Христос го потенцира. Таткото вели, ако можеш да го излекуваш, ако можеш да направиш нешто, направи. И Христос реторички вели, ако можем нешто, за оно што верува, се е можно. Така, не е прашањето дали јас можам. Јас можам во секој случај. Ако ти веруваш, ќе видиш дека може. Тоа повеќе прашањето е твојата вера каде е поставена. Дали ти веруваш дека јас можам да го излекувам? И човекот одговара, се сомнева, има сомнеш, помогни ми во моето неверие. И тогаш Христос, во тој момент човекот вели, добро, верувам дека можеш, ама имам некој да помогни ми во тој мал сомнеш. И Христос му помага во тој негов сомнеш. Така да таа мала, не фрагилна, не како да кажам, вера на човекот, Христос ја укрепува. Го повикува момчето и вели, и го брка демонот од него. И на крајот кога учениците го прашуваат, добро, како, зошто ти успеа, ние не успеавме, Исус им вели, треба молитва. Молитва. И Христос не се помоли воопшто кога го избрка демонот. Зашто тоа има власт. Но учениците требаше се молат. Христос да им даде власт. Тоест, учениците требаше да разберат дека се зависни од Христос. Дека не нивните планови, туку Христовиот план успева. Дека не нивните намери, туку Христовите намери. Христос е авторитетот. Тие продолжија со своите планови да го игнорираат Христовиот. И Христос сушност сакаше да им покаже, ако продолжите така, ништо нема да правите. Вие треба да ме следите мене. Независно од тоа колку ви изгледаат нелогични, не ви одговараат тие планови, вие треба да ме следите мене, зашто мојот план е најдобар план секогаш. И тоа го потврди. Христос ќе се молите.
ќе имате еден живот на зависност од мене. Еден живот во кој постојано ќе зависите од мене. Живот во кој постојано ќе покажувате една покорност и понизност. И тогаш ќе имате успех. Живот на следење. Ќе ме следите мене секогаш. И постојано ќе живеете во таа зависност од мене. Говоревме изминатите 2 недели за кризата. И кажав многу пати, спомнавме дека Бог сака секогаш да живееме во зависност од Него и овие кризи ни помагаат да живееме во зависност. Да разбереме дека не зависи од нас, туку се зависи од Бог. Зашто Тој е Бог. Христос е Бог. Христос има целата власт. Христос е во слава. И тој еден ден ќе дојде со тоа Божјо царство да не земе. Тој им вети на Петар, Јаков и Јован дека нема да видат смрт додека не го видат тоа царство како доаѓа. За нас не знаеме. Може би како живи ќе го видиме тоа царство како доаѓа, може би после смртта ќе го видиме. Но прашањето дали ќе го видиме. Кој е клучот? Кој е начинот? Зависност од Христос, покорност кон Христос, послушност на Христос, понизност пред Христос. Тоа е начинот, зашто Тој е Бог. Ако го следиме Христос вистински, со верата во Него, тоа царство ќе го видиме еден ден. И Христос како доаѓа во слава. И тоа преображение ќе биде за нас реалност во целата вечност. Затоа голем настанот ни покажува како треба да го следиме во понизност и во послушност. И тоа е вистинската смисла на Христовото преображение. За да не утврди во верата како еден аргумент, доказ дека Христос навистина е Бог и треба да го следиме. А што ќе правиме 19 август не е важно. Важно е да му се молиме Него. Важно е да го слушаме Него. Да му бидеме покорни. И не само тогаш, секој ден. А Тој еден ден ќе дојде. Тој умре и воскресна, за да се врати во таа слава што има како Бог во целата вечност и еден ден да дојде со таа слава, да не земе и ние да бидеме таму во Неговата слава. Господ да ни дава сила, вера, да помага на нашата мала вера, таа да јакне. А Тој не действа според тоа колку е голема или мала нашата вера, Тој действа според тоа каде е нашата вера. Ако нашата вера е во нас, таа може да е многу голема и на крајот да се покаже како неуспешна. Но ако е поставена во Него, може да е мала колку синапово зрно, но ќе даде голем плод. Амин.